Бугарски Минстрој најавува инвестиција од 10 милиони евра во Добрево и Тораница. Ова денес на потпишувањето на договорот го кажа директорот на Минстрој Николај Вилканов, кој најави рестартирање на рудниците во мај. По план, ако всичко мине в рамките тук на 7-10 дена през комисии, през всичко и ние подпишеме. Доколку се одвива според планот, првата руда од Злетово ќе ја извадиме на почетокот на мај. Изкарване на първата руда в началото на мај. А Тораница малку по-късно, тъй като ние пак ще назначиме всички работници. Но Тораница ќе се рестартира после неколку месеци поради неопходност од санирање на геолошки проблеми. Во меѓувреме сите работници ќе бидат редовно плаќани. Продолжителна работа, но така или иначе Тораница ще стартира след няколку месеца. За ова да се оствари, новиот газда најави и подготвеност да го покрие долгот од 8,7 милиони евра кој зад себе го оставија индијците, а најави и повисоки плати за рударите. На Тораница и на Злетово видях нещо, което ме притесни. Много ниски заплати се плащали на вработени. Биле плаќани по 200 до 300 евра, а ископувале по 1900 тони концентрат. Тоа е неприфатливо, тие заслужуваат барем двојно повисоки плати. Да бидат два пати по-големи заплати. Експерти од Минстрој веќе ја скенираат состојбата во двата рудника. Во нашиот рудник, односно во рудникот Злетово, има испратено од експертски тим од компанијата Минстрој, некаде околу 8 стручни луѓе, инженери кои што ги гледаат сите делови од рудникот, почнувајќи од рударските работи, флотацијата, комерцијалниот дел, понатаму помошните погони, како што се јаловишната депонија, лабораторијата и сите други објекти кои што треба да ги има рудникот. Изборот на Минстрој доаѓа откако во ноември државата ја одзеде концесијата на индиската компанија Индоминерали. Концесионерот што досега менаџираше со двата рудника, имавме сериозни проблеми околу плаќањето на работниците, сериозни проблеми околу плаќањето на придонесите и на крај тоа недобро менаџирање и недобро работење донесе таа компанија да оди под стечај. Во меѓувреме рестартирањето на рудникот нема да значи и потреба од добивање на нова еколошка дозвола. Рудниците ги има добиено дозволите и ние во разговор, еви министерот може да потврди, значи со нашиот инспекторат уште повеќе во иднина ќе ги интензивираме, значи нашите капацитети и во инспекторатот да сето тоа биде на највисоко можно еколошко ниво. Компанијата Минстрој е формирана во 1952 година, поседува 150 рудници во Бугарија, како и топилницата во Пловдив, а работи и во регионот и во Африка.